вистина ми причинило задоволство да говорам за армијата на Република Македонија, за нејзините резултати кои ги имаше во минатата година. Би отпочнал и ги поделил во неколку фази. Прво би зборувал да армијата на Република Македонија ги извршуваше редовните функции и задаци кои проистекнуваат од Уставот на Република Македонија и законите во Република Македонија. И ценам дека тие задачи армијата успешно ги реализира, почнувајќи од обезбедувањето на државната граница, преку изградбата на борбената готовост и одржување на потребно равниште, преку изведувањето на борбената обука на војниците, старешините, командите и единиците и преку обезбедување потребни услови за живот и работа на старешините и војниците во нашата армија. Понатака ние ги подготвиме сите планови и програми кои се преточени во националната програма за подготовка на Република Македонија за членство во НАТО. Минатата година беше година на реформите во нашата армија, преточени во преструктурирање на нашата армија. Следна задача на која работевме, тоа е соработка со силите на НАТО, земјите членки партнерство за мир и други активности кои ни проистекнуваат од уставните, како на почетокот рекол, задачи и обврски као армија на Република Македонија. Во секој случај, една од најбитните задолженија на вооружените сили на Република Македонија е нејзината постојана функција, како и извршувањето на секојдневните задачи. Во прва задача и основна на армијата на Република Македонија е да го одржува, да ја одржува борбената готовост на командите и единиците и да обезбеди нејзино функционирање на потребното равниште усогласено со критериумите и стандардите кои се поставени и усогласени со НАТО пактот. Понатака тежишето го имаше на борбената обука, веќе го истакна, и обучување на војниците, старешините, командите или на целокупната едукација на старешинскиот кадар во нашето школство. Поред школувањето во нашата земја не имаме доста старешини, цивилни лица кои беа упатени во школите кои ни беа понудени од НАТО. Така да можеме со задоволство да истакнеме да минатата година беше година на интензивна едукација на старешинскиот кадар и цивилните лица во армијата на Република Македонија. Обезбедувањето на условите за живот и работа беше главна преокупација на старешините во нашата армија и чиниме огромни напори да тие услови ги подобриме и ги ставиме во функција не само на старешинскиот, него на војничкиот состав. Кадровското дополнување до екипирање на командите, единиците и одредување по новите модели и модалитети кои ги успоставиле во армијата на Република Македонија беше и ќе остане наредна задача на армијата на Република Македонија. Една од најголемите заложби на Република Македонија е за членувањето во западните колективни безбедносни системи, односно во НАТО алијансата. Токму затоа во текот на изминатата година беше подготвена и на министерско ниво бранета пред представниците на НАТО во Брисел годишната национална програма за подготовки на нашава земја за членување во Северноатлантската алијанса. Основна цел на годишната национална програма за подготовка на Република Македонија за членство во НАТО е да ги изврши сите подготовки и навремено да ги преструктурира своите команди, единици, штабови, установи во армијата на Република Македонија. Овде должност ми е да истакнам председателот на нашата држава. Владата планира да гради и одржува солидна, респектибилна армија, способна да го штити суверенитетот и територијалниот интегритет на земјата, но одбранбена по нејзината природа. Тоа е многу важно да се нагласи,
Тоа конкретно значи создавање на мала, мобилна, добро обучена, добро опремена армија, што е способна да обезбеди реално одвраќање од секој обид за агресија и подготвена да одговори на сите предизвици во регионот. Што то значи? Ако се определиме да градиме мала мобилна армија, значи треба да ја следиме во рамките на реалните можности, а тоа е мирновремената армија од 22.000 луѓе е сведена на 16.000 луѓе и воената армија од 120.000 на 60.000 луѓе. Како ќе биде организирана идната армија на Република Македонија? Прво, вие имате можност да во националната програма да видите дека армијата ќе има сили за брзи реакции, сили за стратегиска резерва и сили за подршка. Во силите за брза реакција имаме првиот армиски корпус со своите единици. По сили ќе имаме првата гранична бригада, ќе имаме единиците за специјални намени. Веднаш по прифаќањето и одобрувањето на нашата национална програма за одбрана се започна и со нејзино спроведување, што значи имплементирање на нејзини делови во рамките на одбранбената политика на Македонија. Националната програма има своја динамика на реализација. Ние заведовме оштар курс врзан за потполна реализација на националната програма према прифатените обврски во динамика да се она реализира и по време и по простор. Врз база на тоа, како прва задача од националната програма ни беше да ја ставиме во почетна оперативна функција првата гранична бригада. Ние сите подготовки, плански, организацијски ги извршиме и како ви е познато на 1. јуни ова година званично објавиме дека првата гранична бригада е ставиме во оперативна функција. А на 16. јуни нашиот председател, како врховен командант на вооружените сили, со предавањето на знамето на граничната бригада и званично промовира бригадата и ја стави во почетна оперативна функција, а целосна нејзина борбена готовост ќе достигне во јуни наредната година. Следна задача која имаме од националната програма која ни проистекна е да ги изработиме плановите, програмите и да ја ставиме во почетна оперативна функција првата пешадиска бригада. Сите подготовки течат према динамиката и првата пешадиска бригада ќе ставиме на 2. октомбар во почетна оперативна функција, а спред на сега расположивото време и планот на нашиот председател рачунаме негде на 16 исто така да ја ставиме во да ја промовираме бригадата и нејзината оперативна почетна оперативна функција. Исто така за ова година важен морам да нагласам дека напоредо со преструктурирање на армијата мора да иде и правната регулатива. Во тој поглед ние предведовме со сеопфатни мерки, а посебно Министерството за одбрана да го подготви законот за одбрана, кој он подготвен беше во експертиза во Брисел, доби да се така пак издаде зелено светло и тој закон сега во владина процедура, неговиот рок за донесување септембар месец, во владина процедура, јас очекувам дека и таа задача ќе биде навремено извршена, ние ќе можеме да очекуваме да тој закон стапи во сила веќе од септембар месец. Напоредот со за ова година исто така е законот за служба во армијата на Република Македонија. Он е во интензивна подготовка и рачунаме дека до рокот на негово донесување, кој треба да донесе нормално парламентот, тоа е декембар месец, јас очекувам дека ќе бидат сите подготовки извршени, на време ќе биде во владина и парламентарна процедура и нема причини да он не биде донесен во предвидениот рок како е тоа предвидено во националната програма.
Кога веќе зборуваме за операционализација на граничната бригада на армијата на Република Македонија, тогаш неизбежно е прашањето околу стабилноста и безбедноста на границите на нашава земја. Јас на почетокот истакнав дека една од тежишните задачи на армијата на Република Македонија, тоа е регулирано со Уставот на Република Македонија, безбедување на суверенитетот и интегритетот на нашата држава. А во рамките на тоа е безбедување на државната граница. Суверенитетот се обезбедува со обезбедување на границите на Република Македонија. Ние ги презедоме сите мерки, активности, усогласени со нашите правила и прописи, посебно со правилото на гранична служба, да обезбедиме потпуна сигурност и безбедност на нашата граница. Наша е проценка сега дека границата е безбедна, без обзира на овие инциденти поединачни кои се догаѓаат. Имаме стабилна, сигурна граница, релаксирани се односите во однос какви беа порано, се уште има потреба да држиме да ја држиме зголемена борбената готовост на северната и западната граница, и во тој поглед ние превземаме сите мерки да не дозволиме било какво изненадување. Позитивно е да се истакне тоа е односот и соработката со единиците на НАТО, односно единиците на КФОР. Ние ги успоставиме сите инструменти на соработка, од меѓусобно информирање, функционирање на заеднички команди и штабови во смисол за контрола секој на својата страна на границата, успоставиме оперативни центри за меѓусобни врски и комуникации со единиците на КФОР, Министерството за внатрешни работи и Генералштабот на армијата на Република Македонија, нормално Министерството за одбрана, така да непрекинато 24 часа имаме ние, да не употребам збор онај жежок телефон, али вистина има непрекината врска, така информациите благовремено се влеваат во центрите и врз база на тие проценки ние реагираме на време и ги вршиме нашите функции кои ни престикнуваат од нашите функционални должности и обврски. Освен подготовката и операционализацијата на одредени делови од Националната програма за подготовки на Република Македонија за членување во НАТО, битно значење во овој процес има и нејзината соработка со земјите членки на Северноатлантската алијанса, како и со државите партиципиенти во иницијативата Партнерство за мир. Нашата армија со НАТО и членките Партнерство за мир вистина има примерна соработка. Еве само јас неколку показатели кои потврдуваат ова теза која ја кажат. Прво, ние во началната програма усвоивме 45 партнерски цели, кои ги усогласивме по време, по простор и по нејзина динамика за извршување. Само оваа година би истакнал дека ние сме вклучени во 11 вежби, било да се работи вежби на НАТО или ПЗМ. Од позначајните вежби кои би истакнал, кои се оваа година организираат и изведуваат, тоа е познатата вежба, веќе во јавноста добро позната, тоа е Камен Темелник 2000 година. Понатака 7 звезди, која ќе се одржи во септембар во Република Бугарија, и имаме на две вежби учествуваме во Република Руманија. На сиве овие вежби ние ведовме активно учество и со луѓе, и со материјално-технички средства, добро сме подготвени. Потврда за нашата подготвеност ја искажа и инспекцијата која е извршена во мултинационалната чета, која моторизирана чета во Штип, која изврши лично командантот на бригадата и даде висока оцена за нашата подготвеност, и ова чета во септембар месец можеме практично да видиме како ќе ги презентира нашите способности во изведувањето на задачите кои престекнуваат од оваа вежба. Во секој случај, пред армијата на Република Македонија престојат уште низа обрски до низиното целосно обликување според нашите одбранбени потреби, како и според НАТО стандардите. Ние имаме
потполно разработени планови кои се проектирани од кои пристигнуваат од националната програма. Исто така ви е вам добро познато дека Македонија, Република Македонија веде обврска за секоја година, тоа проистекнува од Вашингтонскиот договор, да за секоја година подготви нова национална програма. Да не би било недоразбирање, да некој не свати дека старата програма или многогодишната национална програма не чини, па сега треба да се работи нова, напротив, само се врши ажурирање, доградба на постоечката национална програма за членство во НАТО со презентација на задачите кои се реализирани во претходната година, што треба да се унапреди во наредната година и дали треба нешто да се убрза ако се створени услови да се порано имплементира него што е предвидена во динамиката во националната програма. Кои ли се идните планови? Прво, довршење реконструкција на генералштабот на армијата на Република Македонија по моделите и стандардите на НАТО. Овде должам едно појаснување. Сите досегашни управи кои беа во генералштабот се преточуваат во модел од Г1 до Г7. Кои се тие организацијско-формацијски структури преточени во Г1 до Г7? Прво, Г1 е управата за персонал. Г2 е обавештениот одел. Г3 се операции, Г4 логистика, Г5 се резервни состав и цивилно воени прашања и операции, Г6 е комуникации и Г7 планирање, програмирање и буџетирање на армијата на Република Македонија. Од ова може да видите дека многу работи сега ќе влезат во функција на генералштабот. Генералштабот со законот за одбрана е дефиниран со неговите обврски и функционални должности и надлежности. Предходно, во претходниот закон, вие знаете дека генералштабот го немал нека организацијска единица. Сега, веќе се дадени надлежностите, овластувањата, правата, должностите и не само на генералштабот, него дефинитивно се предвидени во тој синџир на командување и контрола на сите институции во нашата држава. Што е новина овде што треба да се нагласи? Овие сили, тој оперативни плански дел, се врзани за началникот на генералштабот, преку заменикот, преку директорот. Сега гледате една новина овде, се уведува директор на генералштабот. Која е неговата функција? Функција на директор на генералштабот е многу значајна. И клучна да се така изразам функција поред заменикот. Он ги координира овие 7 одели од Г1 до Г7. Он е тој кој врши надзор на нивното работење и му поднесува рачун на началникот на генералштаб за функционирање на овој систем комплетен. Овде е многу важно да се нагласи да од организацијата, успоставената контрола, ревизија на овие одели, многу ќе зависи другиот дел каде што е извршен, а тоа е моделот за командување и контрола, каде што началникот на генералштабот директно има подчинети првиот корпус, вториот корпус, граничната бригада, командата за обука, командата за логистика, командата за противвоздушна одбрана и војно воздухопловство и специјалните единици. Врз база на тоа ќе се успостави еден систем кој ќе биде многу поефикасен, многу поедноставен. Еве само би взел, например, командата за обука, као да ја елаборирам малку. До сега ви имавте центрите за обука ни беа распоредени по корпуси. Војната академија беше врзана за Министерството за одбрана. Другите институции кои врши едукација на кадарот исто така беа врзани за одредени институции према систематизацијата или формацијата. Сега целиот тој систем се става под единствен систем, тоа е под команда на командата за обука.
И командата за обука ќе биде одговорна за обука не само за војниците во центрите, него за целокупната едукација на старешинскиот и војнискиот кадар, било да се работи во земјата или патување во странство. Значи, она е носител, она све работи, превзема да одговора на началникот на генералство. Или земјите го примерот со првиот армијски корпус. Првиот армијски корпус као единица за брза реакција. Он ќе исклучиво се бави само со борбената готовост на корпус. Него не го интересира мобилизација, него не го интересира обуката, него не го интересира други, но он си се бави со борбената готовост на корпусот и извршува наменски специјални задачи кои му се постават во одредена фаза или во одреден временски период. Една од најбитните е и опремувањето на армијата на Република Македонија со потребната како и со пософистицирана опрема. И со националната програма ние прво се ослонуваме на собствени извори за опремување на армијата на Република Македонија или подобро речено на собствените ресурси. Било да се работи за финансиски, било да се работи за човечки, било да се работи за материјални ресурси. Значи, основно ние мораме да обезбедиме собствени извори на опремување. Со буџетот за 2000 година негде одобрено 76 милиони 200 и нешто хиляди долари, не би точна цифра се зборува за точна цифра. Тоа е негде околу 2,17% од бруто општествениот производ на Република Македонија. Со тенденција да се он намали, да се задржи на ставка околу 2% од бруто општествениот производ. Тоа би било еден стандард кој е прихватен и во НАТО и према нашите можности, нормално кои има нашето стопанство. Ако рековме дека ќе се провенствено ослониме на собствени извори, тоа не значи дека ние не ќе имаме потреба и да примаме и донација од нам пријателски земји, членки на НАТО, членки партнери и така натаму. И таква определба е задржана и ова година. Провенствено, значи се опремуваме од собствени извори, а тоа се средства муниција и нискојасни средства, средства за заштита на војниците граничари, мисли се на панцири, шлемови. Добивме донација од други земји, од, например, од Република Франција, една батерија, позната ми маркети, би имате прилика да присуствувате на промоцијата и гаѓањето. Добивме донација од Германија, познати 116 хермелини, од Република Грција, од Соединените американски држави, така да то опремување, модернизирање на нашата армија тече плански, организирано, согласно со нашите планови и програми кои на почеток на годината подготвиле, а сега веќе работиме за 2001 година, односно не очекува. Во секој случај и обуката и образованието на старешинскиот кадар е една од исклучителните важности за нашава земја во врска со јасно декларираната определба за наше зачленување во Северноатлантската алијанса. Една од примедбите во националната програма во ноемвар месец 2009 година беше управо да недоволно посветува внимание на изучување на англискиот јазик, кој е основен јазик за комуницирање во НАТО системите. Од таа причина ние вистина извршиме сеопфатни подготовки и ова година, ја се така нареков, превзедовме кампања во изучување на англискиот јазик и изведовме као тезисни јазик за едукација на нашите старешини. Подготвивме и веќе во завршна фаза елаборат и отпочнуваме од 15 септември организирано изучување на англискиот јазик, уклучување околу 200 офицери. Извршиле избор на тие старешини врз база на одредени стандарди и критериуми кои ги поставиле, а тие стандарди се да не се постари од 40 години, да што по-долго останат во армијата на Република Македонија,
да на должности на кои ќе ги упатиме е потребно да се познава тој јазик, а тоа се командно-штабни должности, оперативни должности, должности во комуникациите и така натаму. И со тие луѓе почнуваме да работиме од септембар месец и ги издвојуваме од нивните должности функционални, док не обезбедиме нивно усавршување и познавање на потребниот стандард, а тоа е така наречен 3-3-3-3, да би можеле да зборуваат, пишуваат и да комуницираат. Не само, да речам, овај дел што го отпочнаме ова година, ние ќе продолжиме и со продолжување на оние курсиви кои ги имаме минатата година. Овде добивме голема поддршка, посебно од Соединените Американски држави, Велика Британија и Канада, каде имаме и бие познато дека имаме лаборатории за изучување на англискиот јазик и тежишно јазикот ќе се изучуваат во гарнизонот Скопје, Куманово, Штип, Кичево, Битол. Од ова може да заклучите дека центрите, нивните центри ќе бидат и во овие градови. Јас се надевам дека наредната година ние ќе имаме прилика да бидиме истакнати позитивно во смисол дека сме елиминирале една од слабостите која беше презентирана во националната програма и едната година ќе имаме многу старешини наши кои ќе го познават и англискиот јазик, а не само пошто ќе го работиме во нашата земја, него тоа ќе го патуваме и во странство, каде што не се пружаат поволни услови. Исто така, ние ќе продолжиме со едуцирање на нашите старешини во странство, во командно-штабните школи, коледжи на НАТО, каде што спрема програмите ни се понудени такви места и тие места ќе ги префатиме со задоволство, се со цел да возможиме да нашите старешини бидат потполно компатибилни со старешините на НАТО.